Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансимо Макабре со своето 558 издание. А за време на COVID пандемијата во септември некаде 2020 година се јави потребата за серија на епизоди од Дансимо Макабре кои ќе бидат посветени пред се за анализирање на домашната музичка сцена, затоа што не бев во можност да поканам гости во радио. Јас ја презедов одговорноста за доближување пред се на нивните музички творби до јавноста, едно своевидно медијаторство, за да не пресушат пред се нашите мозоци насреде лудилото кое што не затекна. Тоа беше пред се мотивацијата за отпочнување на серија на епизоди кои што се насловени Раритет, за да го цениме пред се квалитетот на домашната музичка сцена, затоа што ако ние не го препознаеме квалитетот, сигурно нема некој од странство тоа да го направи во наше име, односно наместо нас. За да не бидеме глуви за постоењето на домашните артисти, во периодот на овие 3 години, заклучно со денешното издание на емисијата, ќе бидат совкупно рецензирани 68 студиски албуми и се обидувам да го доближам пред се до слушателот шаренилото на тие дивергентни музички сцени кои што постојат кај нас, за да се препознае пред се квалитетот во секоја една од нив. Денешната агенда се состои од еден нов мелодичен дед метал албум, од кој што имавте можност да слушнете дел од него во самиот почеток на емисијата, потоа еден пиратски рок-н-рол албум, еден инструментален пост-панк албум и еден инструментален трип-хоп албум. За да биде комплетирано едно издание на Раритет, ми се потребни малтене околу една недела на подготовка, некојаш повеќе за тоа што сакам детално да ги преслушам и анализирам албумите, некојаш и подолго ми треба, со повеќе кратно пред се преслушување на делата и анализирање на сето тоа што богатство од звук кое што го имаат бендовите и авторите пред се на музика ставено во нив. Затоа и не можам да си допуштам повеќе епизоди од овој серијал да имам месечно, затоа што конзумира многу време и буквално се барем за мене представуваат бисери во Дансимо Макабре кога ќе комплетирам некои, ќе се надевам дека во текот на емисијата ќе можам да ги доближам тие албуми најдобро што е возможно барем од моја страна. Но се надевам дека нема да биде залуден ниту мојот труд, ниту трудот на авторите на музиката и ќе одвоите време за нив повеќе отколку за мене. Се разбира со цел да го збогатите вашето битисување со една здрава доза на домашен звук, првиот екземплар од него можете да слушнете во трите композиции кои што се наоѓаат на студиското остварување Worthless Throne, кое е албумското првенче на бендот Inner Hate, односно од него ја слушнавме во ведната композиција Roots of Despair, по која што следуваше македонската Бездушници и Vengeance Will Be Mine композиција за која што имаат и направено видеозапис, а во продолжение ќе слушнеме насловната тема Worthless Throne и секако ќе ја слушнеме една интригантна композиција од втората половина некаде на албумот, насловена како Embodiment of Deception. Така што слушаме Inner Hate како вовед за албумот за кој што ќе ви говорам во продолжение, односно Worthless Throne. Дансимо Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание е на мала победа против шундот и апотијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 558 пат. Јас сум Златко Ѓерески, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансимо Макабре со своето 558 издание, именувано како Раритет број 17, вистински празник е кога има можност да рецензирам домашен метал албум, заради тоа што ретко се работи на нив денес, односно ретко се промовираат и едва и не на рака може да се избројат годишните изданија, посебно тие што звучат светски, како што е случајот со Worthless Throne на Inner Hate, односно стана збор за мелодичен дед метал бенд, кој што вклучува грув елементи, меѓутоа и трешкор влијанија, така што кога ќе се каже мелодет се мисли исклучиво на скандинавската сцена, меѓутоа не се
се преокупира бендот да го впрегме тој екстремен контрапункт на мелодијата, дали тоа е нели поп или мелодичноста, која што ја поседуваат скандинавските death metal бендови со death metal пред се агресијата на нивниот звук, туку вметнуваат доста проминентни низ годините треш и хардкор влијанија во самото нивно свирење и пред се тој моќен грув од препознатли за музиката на 90-тите, односно агресивната сцена од таа ера, кои го прават албумот да биде посроден можеби со нашето поднебје со оглед на тоа што се растени авторите од Кичево тука и слушани музика од бендови која што еволуира, додека тие еволуирале како музичари, била актуелна и трпеле влијание, отколку некаков си формулаичен проспект на скандинавските бендови кои што еден друг наликуваат и се обидуваат да звучат, така што има доста уникатен белег во свирењето на овие момци. Бендот е составен од Христијан Војневски на бас, од Оливер Стојковски на тапани, Гора Страдевски на гитари и Горан Трајковски е вокалот и гитарите. Бендот од Кичево е оформен од 2017 година, кој во 2018 и гледав на концертот на Поштал во градот и на сега веќе култната метал свирка Metal Christmas на веќе непостоечкиот Barfly во Кичево, кај што има и клавиатурист, ако не се лажам, поставата, што со тек на време се откажа од таа идеја и предпоставам дека не е тоа дополнително засилување на звукот кон кој што целела, токолку што станува збор за проблематичен инструмент да се раководи на секоја свирка со него, на која и не баш секојаш се настапува нели со помош на монитори во идеални услови, со идеално звучување, што мислам дека е соодветен избор за тоа што се елиминираат непотребни проблеми, бидејќи не секојаш може да се пробие сајзерот и да се левелира во контекст на тоа што има две гитари кои што се прилично гласни во овој бенд. 2019 го издаваат сега за сега единствен македонски сингл кој што го има за тој период Бездушници, кој што можете да слушнете, настапува на Loserfest на Таксира, што е еден добар повод да го изразам моето незадоволство што оваа година Loserfest не се организираше, што е поразително за домашната сцена, затоа што Rockfest и Loserfest мора да постојат за да се обрне внимание на бендовите кои имаат што да кажат. Например, минато годишниот победник Беседа буквално го гледав минатиот викенд, така што Loserfest е убава мотивација за еден бенд да почне да гради своја публика пред се. Беседа и Inner свира минатата година заедно во Везилка, во Битола, така што Inner Hate имаат свирено со доста други градови, се разбира таму кај што нема предрасуди во 21. век на газдина кафулиња за свирење на метал во нив, кои што живеат во овој век, а не во минатиот. Свираа и со Трендкил на промоцијата на албум на Трендкил, свираа пред Сензер, Хелветика, ќе настапуваат на престојното издание на Востание и ќе бидат поддршка на Волфхард на 10 мај. Имаат и лирик видео и видео запис како предвесници на албумот, за кој што методично и постепено го работеа кај гитаристот Горас, дозволувајќи најпрвин да созрее звукот и да се изведуваат песните пред публиката, да се научат, па да се крунисаат со албумско издание по 6 години на постоење и свирење, за да може точно да слушнам што сакаат гитарите да му кажат на слушателот, затоа што не баш секојаш може детално да се слушна на нивните свирки. Пламената обвивка е обременета со религиозна символика и артистичка интерпретација на еден суден ден во пеколот, каде грешниците нели се паднати од тронот на кој се наоѓа едно јаболко, додека се задавени од змија, што е уште една нели христијанска алегорија на забранетото знаење. Имаме двајца Грим Рипери како носители на смртта, односно джелати кои сведочат за измачувањето со позадински давеници во пламнатите водени пространства на подземните води и надлетување на крилести битија на небесно дистописките светови, не баре ги нацртал некој Бексински, односно тоа омотот е авторство на Stealth Fangs, ако не се лажем, илустратор од Индонезија. Кога зборуваме за македонски мелодичен death metal, има традиција за негување на овој стил и најчесто е хибридизација со други поджанрови.
но Inner Hate се приклучуваат на богатата традиција започната од Dedicated for Life, Ion Arcanum, Inion, Apotheosis, Mind Fist, Reduced to Ashes, кратковечните Bitter Decision, Ending и Universum, Triggered, но влијание од Melodeth имаат и Gears, Beyond the Horizon, Serdarod, Slaying of Death. Но ова сцена остана еден од малкуте активни бендови кои го негуваат пред се овој агресивен звук денес самите Inner Hate. Албумот е самоиздаден на 1 декември на сите платформи и убаво е и на Bandcamp да се постави, затоа што бендовите најмногу ја ценат оваа платформа, бидејќи најмал процент земаат од продажбата самите организатори на платформата, односно самите изведувачи, и добиваат поголем, а мене ми е и најпрегледна за земање на генералиите на бендот, иако Metal архивата е библија за сите бендови од цел свет каде што може да ги најдете и нив. Лириката е концизна, кратки се строфите и рефрените, со нивна наизменичност се структурира делото. Рапав е гласот на Горан, кој што одговара и за тредж и за дед метал елементите, кој пее за манипулирањето на индивидуата, која постепено се распаѓа од манипулацијата со неа од страна на квази авторитетите, се раѓа порив за побуна против овие тирани, како што се наведуваат, се пее за очајот и пред се немоќта на која се сведува едно постојање и потребата на кршење на тие невидливи синџири и пред се ослободување од истите пред да му се дозволи на паразитот да се прехрани со последниот грам на човечност кој што поседува во себе. Албум против користољубие со порив за обединување во бунт. Албумот започнува со интрото кој што може да слушнете, Roots of Despair, односно започнува со корењата на очајот, каде наслушнуваме едно прелевање на неколку различни изборишта на звук, односно се постигнува некаква химничност помеѓу етно призвукот на Зурли Кавали со ориентални жичани инструменти со торжествен удар на тапан, како вовед на албумот, односно еден еклектичен звук кој што го лоцира на нашето поднебје. Darkness Below е втора композиција, започнува со мелодичен риф и премине на тапани пред да отпочне бавен малтене слеерски риф и премине на еден моќен трзе како подлога на рапавиот грол со повремен вресок и дуплива со позадина, со структурирана строфа и рефрен, тоа е подлога на скоро сите композиции, со промена на ритам по првиот рефрен и гитарско соло кое води во мелодични лидови и шрапнели од рифови и кои што се измислени за бенгање. Во неја се говори за пророштво кое што се исполнува во оваа творба додека врне оган од небото со приказ на војна против човештвото, односно со губиток на надеж и се представување на пред се овие судии, наследници на змиите, односно како што се опишани предавниците на човештвото. Значи, алегорија на судниот ден, еден апокалиптичен приказ кој што е малтене најсоодветен за самата обвивка на албумот. Бездушници е композицијата која што имавте можност да ја слушнете, трета на овој албум, првиот сингл кој што се наоѓа на него, кој започнува со мелодичен скандинавски малтене гитарски лид со една блекерска мелодија и бласт како еден рифаџиски премин, по кој што следува нагласена бас линија пред мелодичното гитарско соло, со момент во кој што осамнува бас линијата за да се подигне ритам секцијата и композицијата на основниот риф да финишира будење во бездната и барање на спас во пеколот се насочува во неа со клетва која се фрла за бездушниците. Односно, имате тука еден слоган наместо рај добиена е тортура без крај. Тортура без крај е стих кој е аналоген на композицијата Деспот на Адот, на култниот албум на Работ на разумот на Санаториум, на убава референца, каде што во композиција во која што луѓе се кои хранат срце со страв се насочува со вокалот на Горан и беда и гледаат со презир пред се ќе останат осамени, што јасно говори за копањето на свостениот гроб на злонамерните битија, кои се пред се трулежат на човештвото, односно напевот на македонски, сакале или не подсетува на домашните хардкор бендови, кои го присвоија овој начин на пеење и можеби е најсклон на нив, меѓутоа очигледно дека функционира и во рамките и на треш метал и на дед метал, секако е богатство да се слушне еден мелодед бенд кој што твори на македонски јазик и е вистинско уживање и затоа е избрав да ја слушнеме прва композиција за оваа емисија, да се слушне дека може и дека е певлив нашиот јазик во најмала рака. Vengeance Will Be Mine, четврта на албумот, за која
Има и видеозапис која отпочнува со надоаѓачки мелодичен риф и по кој што следува ритамот со old school трешерски рифови на строфите, доаѓајќи до едно успорување на ритамот за време на рефренот со бластови и лидови по него пред гитарското соло, пред еден спор брейкдаун со лид кој што налик бендот Dead кој што се врзува со рефренот. Во композицијата се посочува дека во самотијата на мракот на ноќта се воочуваме со демоните, прогонети од насилни визии, сведувајќи го човекот на силуета на тоа што некогаш бил, затоа што омразата во него пред се е неконтролива, одземајќи му го светлото, светлината, представувајќи го хранењето на непријателите пред се со оддавање на вниманието на нив, што значи дека композицијата е установување на тоа извориште на одмазда која се наговестува на самиот овој албум, односно вниманието на одмаздата која што се оддава на непријателите и пред се го согорува пред се во едно битие. Worthless Throne е петата композиција со која што е насловен и албумот, започнува агресивно со шрапнели од рифови и премини на тапаните за да флуктуира рифот на рефренот во рамките на ритмиката со пукање на мелодично гитарско соло по рефренот како најавување на пропаста со запирање на рифот за да се наслушне бас линијата како провеува помеѓу планина од рифови и да слушнеме малтене In Flames Lamb of God гитарски лидови на самиот брейкдаун, композиција која не успорува со својата фуриозност, во која се опева во неа за тирани кои ќе шират лаги со кои што ќе глумат луѓе за да го манипулираат народот, затоа што никогаш не шират мир, туку се создадени да убиваат и шират смрт, односно композиција каде рефренот сведочи дека следењето на наредбите ќе биде наградено со бескорисен трон, како што се посочува, односно метафора дека послушноста на узурпаторот не е од корист на потиснатиот и раководен народ под масовна хипноза на пропагандата, наменета да го држи покорен и послушен, кој е манипулиран пред се од тие квази авторитети, како што и напоменавме. Walking Dead е шеста композиција, трешерска творба, која започнува со рифови за пенгање, има одсечни рифови помеѓу кои што се слуша басот, како и кросовер рифови кои што сведочиме за кросовер бендови кои што се препознатливи со панкерски кецања на тапанот пред хармонии во рефренот и мелодичен лид по него, пред да се појави солото за со риф за бенгање во епилогот да биде инициран од бас до самиот брейкдаун, структура која што веќе сме навикнати да ја слушаме од овој бенд на албумот, во кој што Walking Dead се говори за заробен лик во себе си, изеден од гнев и испарувачки лаги, се претвора во подвижна смрт со губење на осет себе си, со потреба за протерување на тој што има превласт врз телото, односно бришејќи го тоа јас, што било во минатото, односно една творба за себеосознавање и пробудување на индивидуата со потреба за побуна по прелажувањето повторно од страна на авторитетите. Седмата композиција имавте можност да ја слушнете, Embodiment of Deception, започнува со мелодични лидови и дупли басови, со ориентални скали, со неправилен ритам кој дава еден одличен зачин, мелодично соло со арпеджија, со постепено шетање по ноти по скалата на гитарата со многу интересна забрзана пресметка на крајот на солото, поради која што намерно сакав и да ја слушнете, и завршува одсечно на последниот стих. Гламното срце, мртов мозок, инфициран од зли мисли се посочува во неа. Уште еднаш се опева измамата која што ги убива пред се амбициите на индивидуата, оформувајќи едно паразитирање во самото тело кое бара послушност, сервилност и уништува последен грам на човечноста која што има во неа, човечност која што пред се ја краси индивидуата која не смееме дозволиме да згасне. Апати е осма композиција, односно апатијата, нагласена ритам секција го има првиот збор во композицијата со шрапнелови рифови, со интригантни, прогресивни рифови за време на самиот рефрен, со премин по рефренот на рифови кои што постепено се забрзуваат пред да слушнеме брзо соло и динамична промена во самиот ритам. Уште еден јасен повик за пробудување против апатијата овој пат, помеѓу заборавено минато и несигурна иднина, каде што се стационира една индивидуа,
односно се опева за живот контролиран од паразити со занемени гласови, хранејќи широки маси со лаги, правејќи буквално странци во своја земја, па се начува на потреба од постојање на непокор против овие лаги, што значи дека музиката дозволува едно, ајде ќе го наречам политичко читање, така што ако милувате, ова е манипулација на маси од секакви власти, правејќи послушност од нив, барајќи што е една вечна судбина на држава во која што живееме, од како јас барем знам дека постои оваа држава. Девета композиција Metal Moshing Fury започнува со моќни рифови, таа е последната композиција која што има флажолетки во самото свирење, трешерски рифови и ритам во строфите со грув, рефрен со осамнет бас да иницира еден премин помеѓу рифовите, металска химна на бендот каде се опева дека заедно сме посилни и ќе славиме во името на металот, говорејќи дека сите сме деца на ноќта, кои ги обединува пред се метал музиката, зависни од мошови, мошохолици како што се нарекуваат, композиција која ја слави не само метал музиката, туку и заемништвото на незините уживатели кои ги препознаваат пред се незините квалитети и се идентификуваат со неа во оваа армија на металци. Металки е еден позитивен повик, крик за обединување на истомислениците, каму што беше така во реалноста и наместо да се судевме едни со други, да имавме почит и да си подававме рака едни на други кога би ни била најпотребна, ама заемно бенгање не обединува сите, ако ништо друго барем сме обединети за време на свирките. 36 минути трае албумот, сосема подносливо за едно преслушување и потоа секое наредно ќе може подетално да се обране внимание на рифовите, солата и на самата лирика, така што остава албумот простор за негово преслушување, не се црпи дефинитивно суштината од едно мило што бендо, за разлика од многу други домашни бендови кои сакаат да звучат технички комплицирано, но без душа, сватили дека рефренот е за публиката, а строфите се за бендот. Тоа е негова моќ за корелација со слушателот, за давање и поимање на енергијата, иако нема толку голема разлика помеѓу композицијата, чија дистинкција не е препознатлива на прво слушање, па затоа бара повеќе кратно слушање за да се направи нужната разлика помеѓу творбите, што исто така е огромен проблем за домашните метал бендови, затоа што на музичарите им се различни се разлика композициите кога ги прават, ама забораваат дека некој друг треба да ги слуша и да ја разграничи, да ја направи таа дистинкција од прво слушање, без нели да мора 1000 пати да ги преслуша, и тоа прво слушање би било на не баш добро звучување каде се слуша што се свири, така што таа дистинкција се повеќе и повеќе ја барам од домашни автори да ја направат, да ги разграничат композициите една од друга и да може да се воочи која е која. Тоа натрупување на рифови раѓа можеби невпечатливост, раѓа формулаичност од пресликување на своите идоли, тавтолошка структура на строфа и рефрен, но неинвентивноста е обележе не само на домашната сцена, метал сцена со деценија е тоа, а заситеноста постои во светски рамки од пресвирување на рифови и дури и хибридизација од намален диапазон на слушање и разбирање на пред се различна музика и музички правци, што е погубно за самите бендови и се сведува на репетиција кога музичарите нели слушаат само еден вид на музика и се затвораат во музички зидови кои што самите си ги подигнале. Првата половина со нагласени метал, односно мелодични ден метал компоненти повеќе ми се допаѓа во овој албум за разлика од трешерскиот дел, тоа е лична преференца, немам аргумент поголем за тоа, затоа што јас сум затруен од преголемо слушање на треш метал бендови кои што ги свират истите еднородни рифови, ама во прашање музички правец кој повеќе ми лежи на вкус, например, пошто што се нели ќе се помирам дури и кога ќе слушнам одлични рифови за бенгање со брейкдауни и инвентивни гитарски сола, и тогаш штом се помирите со тоа, тогаш ќе најдете големо уживање на овој албум. Сакам да слушнам бендот да експериментира со амалгамирање на останати дед метал под жанрови, дали е прогресив, дали е грайндкор, или пак со мелодични блек метал линии со цел да се прошири музичкиот диапазон кој има одличен темел на спојот на мелодет со грув, треш и хардкор, така што спојот на старата школа со новата продукција и тоа како го прави овој бенд вреден за слушање. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на новото албумско остварување Raise the Sails на бендот Lincoln Letter, односно во продолжение ќе слушнеме All
Board, Set for Paradise, Skull and Bone, Move On и Reaching Land. Уживајте во Lincoln Letter и потоа се враќам во етер да ви говорам за тоа што друго се наоѓа на нивниот албум Raise the Sails. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 558 издание, кое што е именувано како Раритет број 17, односно 17-та епизода во рамките на изданијата посветени на домашната музичка сцена, а во изминатите 17 на минути имавте можност да слушнете една половина малтене од албумот Raise the Sails на бендот Lincoln Letter, кој што се алтернативен рок-н-рол бенд кој е составен од Јулијан Мицевски на гитара, Јаков Наумовски главен вокал, Боријан Гаговски басист и Стефан Сајковски на тапани. Почнуваат да издаваат од 2016 година, кога се појавува нивниот сингл As We Repeat. Bedtime Stories е првиот нивен долгосвиречки албум од 2019 година, кај овој рок-н-рол бенд е специфичен што имаат различна концептуализација која што варира од албум на албум, односно филмични се преценивните пристапи со оглед на тоа што на тематско рамниште првиот албум беше осмислен во рамки на вестерн фазонот, односно вестерн филмот, додека пак новиот албум содржи пиратски тематики и се врзува со милието на пиратите и на рамниште самата лирика, но исто така и во рамки на самата музика, односно допираат до игриливите напеви на популарно наречените си шентис. Одметништвото е можеби заедничката нишка во двата концепти, со оглед на тоа што самотните каубојци и нивните пресметки со авторитетите беа предмет на првиот нивен албум, пиратите се едно олицетворение на одметници низ морските пространства, не низ пустините, како тоа што се каубојците, едноставно се менува позицијата каде што, односно пространството каде што се делува, кој исто така му пркосат на законот и се во постојано војување за опстојување. Нели. На преносна смисла архетипите на каубоецот, па и на пиратот се прастари именители на бунтовништвото и непокорот кои па се својствени за самата рок-н-рол култура, така што многу лесно се прават паралелите со самата музика која што ја создава овој бенд. И во случајот пред на овој бенд нема на Bandcamp никакви информации кој го работел миксон, мастерот и кој го продуцирал албумот, каде е снимен, кој работел вивката на чамецот насреде разбрануваната вода, што говори исто така за мрзеливоста на еден бенд, што треба да се промени во иднина и треба да биде стандард кој што сите бендови кои што сакаат професионално да се занимаваат со создавање музика да го прават, со тоа што со оглед на тоа што нема напоменати издавачи, претпоставам дека изданието е само издадено во септември текот на оваа година. Започнува албумот со All Aboard, една кратка инструментална творба со градирачки ритам на кој што има постојан раст на звукот, како што можете да слушнете, како се дисторзира гитарата и нагласуваат тапаните, како соодветен повик, илустриран со еден неразбежлив одек во позадина, односно покана за качување на бродот, кој ќе тргне пред се во пловидба. Set for Paradise е втората композиција на албумот, односно пловидба во кон рајот, кај што од градацијата на претходната композиција одекнува еден препознатлив риф, еден мелодичен напев има оваа творба кој се стишува кога ќе се излезе на среде море за да се земе нов соничен замав со еден злобен насмев на крајот, соодветна најава за стилот кој ќе доминира на албумот. На моменти ме подсетуваат и на Queens of the Stone Age, така што бродот тргнува со ветување за дестинацијата кон рајот, како бегство од тиранијата, но со опоменување дека морето си ги зема своите животи на морнарите како данок. Skull and Bone е трета композиција на албумот, почнува со извикување на насловот, од кој се развива уште еден игрив риф и ритам. Штета што немаат гитарски сола помеѓу формулаична строфа рефрен концепт. Во
композиција која што се говори за одмаздувањето на знаменитиот пират, односно голем човек, кој што додека се вее знамето со череп и коски, ќе се води борбата во неговото име за паднатиот борец, односно песна за овековечување на споменот за паднатите предци, чија загуба нема да биде залудна или пак заборавена. Четврта композиција на албумот е Empire on Fire, која што има милозвучен прецерив кој што почнува творбата со нагласен премин на топаните, еден мелодичен лид на гитара како симулакрум на самата пловидба. Таа брановидност опеани се богаташите кои што живеат во тврдини и си го прикрадуваат златото во нивен посед, а пиратите знаат за детскиот плач на сиромашните и ветуваат дека ќе ги поразат богатите само за да им го одземат богатството и да го распределат на тие на кои што им е најпотребно. Односно се опева еден Робин Худовски мотив во ова композиција каде што во пламен е вивната империјата на богаташите. Half Mast е петта композиција на албумот, пресечен е всушност албумот на половина со едно инструментално интермецо со акорди кои што се пенат неизмагливоста на звучниот ехот, како едно талкање низ непознати предели, во кој што се разбира дека демне опасноста, односно еден одек на некоја канонада која што ја наслушнуваме на дистанцата, ако можем вака на сликовит начин да ја образложам творбата. Шестата композиција е The Captain, која што отпочнува со моќен риф и брз ритам, со симфонична мелодија, стифнува творбата во дорамниште на акустичен епилог. Творба која говори за капетанот на бродот, кој ги наметнал неговите идеали во преданието кое што се опева за него, кој имал посветен екипаж, па во мигот кој решил да ги предаде капетанот, тие се завртеле против него, направиле една побуна, па и неговата глава паднала во купот на глави кои што тие ги имале претходно пресечено, така што ова е композиција за тој така наречен мјутни против, односно побуната против капетанот кој што ги предал идеалите зад кои што застанал, па може слободно да се интерпретира оваа метафора во рамниште на денешницата како едно предаство на тоа што се мерила кои што се заложуваме, меѓутоа казната следува ако самите не ги почитуваме. Се разбира и не сме доследни на нив и тогаш луѓето кои што очекуваме да ги извршат и тоа како ќе бидат наши казнувачи. Looking for Gold е седма композиција на албумот, клин и дисторзија на гитарата, наслушнуваме додека експлодира тапанот во еден малтен злобен риф, кој ме подсетува повеќе на Black and White Social Club, со, ако не се лажам, нешто што треба да е дувачки инструмент со свое соло, проследено со еден сайзер во одек на самото аутро. Сето злато на светот и секое ново копно кое што е освоено не го задоволува субјектот кој што на оваа творба, кој што сваќа дека сето освојување е неважно ако покрај себе го нема единствениот пријател или саканата, како што се напоменува во стиховите, и ова ќе си го интерпретирате вие како сакате за кого е напевот, меѓутоа блискоста со тој што најмногу се посакува да се има во своја близина, ако го немате додека се освојуваат сите походи всушност се залудни. Осма композиција е Move On, која што имавте можност да ја слушнете, гудачка свита која отпочнува една елегична творба со акустика и дувачки аранжман, оркестрација на лик баладите на од романци филмски од 40-тите години на минатиот век, каде што субјектот во оваа збогувачка балада со саканата и соопштува дека мора да плови, без разлика што му покажала радост и светлина му посочила во животот дека поседува, мора да оди и да патува, да советување дека некогаш кога нема да го очекува, повторно ќе се појави на нејзината врата. Деветата композиција, последна на овој албум, Reaching Land, најдолгата творба која што можете да слушнете во претходниот сегмент, е оставена за затворањето на албумот, започнува со клин и напев со ефекти, на него со травматична градација во зголемувањето на звукот со татнеш на тапаните, иако гласот постепено крева октави со пулсирачки синт пред да одекне од сечниот малтене Rage Against риф, идеален за бенгање на едно моќно гитарско соло, конечно, фалави и нагласени клавијаши на пијано,
кога сите членови од бендот пукаат во целосен асортиман за да осамне на крајот пијаното со самиот лајт мотив на творбата интерпретирана на него. Една наежувачка творба, барем за мене, во која има игра со незиниот наслов, со оглед на тоа што е доаѓање, односно освојување на копно, меѓутоа затоа што всушност се говори во неја за еден бродолом. Односно, говорејќи дека нема што ликот да го чека на копното, бидејќи никогаш не било зацртано всушност да се достигне копното всушност. Туку да се удави во името на каузата на пловидбата, што е еден прекрасен мотив за завршување на албумот, кој што сведочи за пред се за длабочината на оваа творба и самото дело, односно патувањето кое што ја обрзува ова една од многуте тие себе жртвувања кои што и прават морнарите заради тоа што живеат за да патуваат и патуваат за да живеат. Времетрајањето е 30 минути, што е сосема доволно за едно LP. Се комплетираат приказните без да се злоупотреби вниманието на слушателот и отвора можност за повторно преслушување на албумот. На звучно рамниште посмели се композициите во вториот дел на албумот и токму поради послободните аранжмани кои вклучуваат оркестрации и се отклонуваат малку од тоа синглско редундантно строфа-рефрен структурирање, албумот добива надлабочина и би сакали понатаму во кариерата на овој бенд да слушам експериментирање како втората половина од албумот. Знам зашто се потребни композиции као првиот дел за да се фрли мамецот, да се потопи сидрото, само што сакам торжествени, моќни композиции како што се последните две. Таков силен удар да имаат и останатите и да се направи се посилна поврзаност помеѓу нив, можеби појасна карактеризација на ликот кој што смогнува сили за пловидбата би било добре дојдено, да се направи и една по јасна емоционална структура на сите тие падови низ кои што и премини низ кои што поминува на емотивно рамниште. Нема место за судење на звучните квалитети кои се на високо ниво, задоволени и пред се задоволени од овој бенд и колку и да се различни на тематско рамниште албумите, верувам дека немаат никаков проблем за комбинирање при изведбите во живо на овие творби. Секојаш ја поздравувам концептуалната замисла на некој музички автор за тоа што тоа е најдиректен начин за задржување пред се на функцијата на прераскажувачот на приказни, што е причината зашто всушност постои уметноста. Исто така за пофалбе е тоа што без разлика што се менуваат тематските одредници од албум на албум, звукот на Lincoln Letter е препознатлив и впечатлив, така што без проблем може да пловат низ сите замислени коти на музичкиот океан. Само ветер во едрата и едва и чекам како слушател да бидам поведен на некои нивни нови патешествија, со тоа што ќе си земат повеќе сила да експериментираат со нивниот алтернативен рок-н-рол пристап и континуирано да вметнуваат нови и нови елементи каде што ќе се реобмислуваат и ќе создаваат некакви си нови пространства, ќе освојуваат дали тоа во вселена ќе биде, дали тоа во подземни длабочини ќе биде, дали тоа на планински висини ќе биде, каде и да одлучат да одат, се надевам дека и на звучно рамниште, не само на рамниште на лириката, ќе не поведат нас како слушатели за да ни дадат едно ново музичко искуство како што тоа представува нивниот пиратски, ајде така ќе го словиме овој албум Raise the Sails. Правиме тука кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме The Ooze, односно ги слушаме композициите Honey, Violence, Venom in Your Teeth и Brain Dead, скоро сите кои што се наоѓаат на нивното албумско стварување Subhuman, кое што ќе имаме можност речиси во целост да го преслушаме во рамките на ова издание на Дансе Макабре и потоа се враќам ветер да ви говорам за што точно содржи ова дело. Уживајте во The Ooze. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 558 издание, именувано како раритет број 17, односно едиција на Дансе Макабре посветена на домашната музичка сцена. Имено во претходните 15 на минути имавте можност да слушнете композиции од албумското стварување Subhuman на бендот The Ooze.
Станува збор за инструментален пост-панк бенд со елементи на shoegaze и post-rock, односно cold wave, составен од триото Симон Палитов на тапани, Андреј Игњатовски на бас и Петар Марковиќ на гитара. Андреј и Петар може да ги погледнете како водители на подкастот Парк Шема, како разговараат со нивните гости за нивните омилени музички албуми, меѓутоа застануваат и од другата страна, односно ги земат инструментите во раце и демонстрираат теоријата во практика. Со оглед на напливот на постпанк бендови на домашната музичка сцена и при тоа малтене се загрозува кредибилитетот на звукот. Ова е веќе правило кое што важи во светски рамки за секој музички правец. Така беше со најразлични метал поджанрови кои што беа популарни, така беше со гранџот, така беше со постпанкот, така што со раѓање на истородни бендови кои што звучат и наликуваат едни на други, се раѓа и можноста за труење на правецот, како што тоа нели во минатото се случувало и во панкот и во гранџот, мај во сите правци кои што сум сведочил како се раѓаат, пропаѓаат и стануваат и релевантни во морето на бендови кои што наликуваат шареноликиот звук на колективот Гола планина. Постепено се раздвојуваат еден од друг, се појавува и составот Деус кои го негуваат постпанк, ги негуваат пред се постпанк прерогативите на меланхоличната нишка на гитарскиот звук и панкерската ритмика со нагласен бас, но при тоа се оформува звук кој е својствен за нив и само за нив, по кој што тие би биле препознаени, кој е симултани со Полирок, Set Lovers and Giants, Ximox, многу New Wave артисти имале инструментални композиции во нивната кариера, од Gary Numan до Ultravox имале такви творби, така што сродноста може да се бара помеѓу овие бендови инструменталните композиции на Mogwai, на Karas, на After the Riot, на Mr. Maps или пак Boards of Canada Mono или A Beautiful Machine. Албумот беше издаден на 22 мај ова година за концертот на Оро радио кој што го изведува, беа засилени со помош на Марко Вилиќ на гитара, а јас ги гледав во живо на концертот на работилницата Engage за социјален активизам која што беше создадена од Радио МОВ во МКЦ во јуни оваа година. Немам податоци каде е снимен албумот на Bandcamp, ниту која работи обвивката која е доста романтичерска, ме подсетува на обвивката на Bad Seeds, но и на некоја кјуровска визуелна естетика повеќе. Во секој случај, основни генерали за микс, мастер и продукција се пишуваат, како и авторна обвивка. Не бидете аматери, пораснете веќе еднаш. Албумот започнува со композицијата Хани, спорадично темпо има и впечатлив меланхоличен звук. Слушаме од заемното започнување на албумот на инструментите кој постојано градира со свое суптилно и ненаметливо дисторзирање за напластуваните пасажи постепено да се разбрануваат пред се со своевидна психоделична какофонија во самиот епилог. Violence е втора композиција на албумот, тапа ќе започнува со одмерен ритам на кој се приклучува дисторзираниот риф и мелодијата со реверб, образувајќи го препознатливиот постпанк призвук, насилство како контрапункт на мекиот почеток со медот, сурфајќи низ овој музички вајб кој ќе го образуваат со своето шугејзање на оваа композиција. Третата композиција на албумот е 876, односно 876, започнува со клинна гитара, пред да се приклучат останатите инструменти, за да се скрши композицијата, осамне тишината и отпочне нов риф и ритам кој е побрз со лавина на дисторзии, кој повторно се разлева до осамнување на гитарата со дисторзиран бас и кога ќе се исклучат сите инструменти освен тапанот, започнува една нова звучна канонада, едно бренување, правејќи една многу игрива и впечатлива творба, чија нумерологија не знам кое значење го има. Четврта композиција Venom in Your Teeth, жичаните инструменти со повторлив риф на една жицовија отпочнуваат творбата, проследена со одмерен ритам, како капки отров кои паѓаат од нечии заби, содржајќи ја опасноста со самиот мрачен звук, задржувајќи го грувот од почеток до самиот крај, но со едно нагло скршнување на средина и дисторзирање кое раѓа мелодично соло на гитара, што ме експлодира самиот звук, финиширајќи со препознатливиот пролог на оваа творба. Brain Dead
е петата композиција на изданието. Започнува со дисторзиран спор риф, со одсечен на кој што одсеченост кој што може да маршира пред се зомбијата, за додека слушнеме ехот на исчезнувачка гитара, тапаните да иницираат нов ритм во кој ќе грмне мелодичниот лид на гитарата и врати на таа одсеченост за која што говорам, таа ритмичка поделба кај што доминацијата на рифот е очигледна и примамлива за бенгање. Со негово забрзување и успорување се добива таа нужна динамика на оваа композиција. Не цели 18 минути трае албумот, за пофалба е гравитирањето помеѓу жанровите и пред се уникатниот пристап за интерпретирање на постпанк во инструментален облик, иако мислам дека е послал продуциран звукот на албумот, меѓутоа содржи една дава поени пред се на гаражната валканост која што е нужна за еден рок-н-рол бенд. Закудење тоа што кога ги гледав во живо многу брзо ми станаа репетитивни, затоа што си создадоа некоја си удобна зона на соничниот инструментален звук и почна мелодијата да се прелева во една за мене неразликувачка композиција во друга, што секогаш е лоша индикација за еден бенд. Тоа значи дека би сакал да слушнам поголеми екстреми во варијации на нивниот звук, кои би направиле диференцијација помеѓу композициите, можеби би инкорпорирале елементи со други сродни правци, како што се пост-рок и пост-метал, иако има елементи од нив, меѓутоа зачестена комбинаторика би водела кон некоја дополнителна иновација и избогатување пред се на звучниот потпис, не за да се добие тој дзидот звук кој мислам дека одлично ќе функционира со нивната игривост во самите композиции, како се прелеваат од една во друга структура, кај што нели се крши текот со засекувањето на звукот со нов ритам и нов риф, дозволувајќи на инструментите да ја прераскажуваат таа нова форма. Така што посмело амалгамирање и диференцијација меѓу композициите со задржување на спрегата на агресијата и меланхоличноста, сметам дека ќе си го изроди пред се овој бенд пронајдениот пат кој што си го има трасирано и зацртано зад себе и буквално имаат уникатен печат кој што ги двои од останатите бендови кои извираат од веќе можам да го наречам македонска постпанк сцена, со оглед на тоа што ја имаме во изобилие и убаво е да се направи една јасна дистинкција од звукот кој што може би е сроден за сите, но треба секој да направи свој потпис по кој што ќе се разликуваат помеѓу се бендовите. Во продолжение ќе слушнеме три композиции кои што се наоѓаат на албумското остварување Мешугас, кое што е издание на Руда Вега. Односно ќе слушнеме Let the Madness Begin, односно интрото на самиот овој албум, DNT BTX ја слушаме продолжение на неа и In Orbit ја селектирав за да ја слушнеме од овој албум, односно кое што е издание на Руда Вега, значи слушаме трип-хоп како самиот крај на оваа емисија, последниот албум за рецензирање за денес, и потоа се враќам во етер да ви говорам за што точно може да пронајдете на Мешугас. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансемо Кабре, 558 издание, во кое што ви говорам за 4 домашни албумски остварувања, а на самиот крај на емисијата ќе издвоиме време за албумот Мешугас на Руда Вега, односно ако го земеме насловот на албумот според еврејското негово значење, би го превеле како полудување, односно во рамки на самата хип-хоп сцена би рекле дека албумот е лудил. Односно Кристијан Јордановски е авторот кој што стои зад самиот албум, како што себе си се нарекува битмейкер, продуцент од Лисиче Аеродром Скопје, се прокламира како ковач на мрачниот азот и грануларна лудост, уште создавајќи музика од 2016 година до ден денес, односно самиот човек
клеса битови 7 години, ако така можам да наречам. Издаден е на 13 август 2023 година за Soul Mental, издавачката куќа каде што доминираат албумите на екипата од Зад Аголот, каде има и доста албуми исклучиво со битови, дали се трип-хоп, дали хип-хоп, едноставно се составен дел од ова значајна издавачка куќа, односно продукцијата за албумот стои Зад Аголот, односно Soul Mental. Ова е начинот пред се како се споделуваат генерали на еден албум, што често го говорам, а не да се дозволи замрзеливоста да ги навладее артистите и да се занемари потребата за споделување на генералиите на делото на Bandcamp. Ова практика треба сите да ја применуваат. Автор на цртежот на обивката е Миро Грчев, која ме подсети на Mix One од пред неколку години, кој што се наоѓа на истиот лейбл, каде низ колажна техника се емулира малтене манга стил, каде забележуваме слоевито напластување на различни лица на еден централен лик врз сина позадина, кој што наликува на некаков си памфлет кој што во Јапонија, например, би бил разделен предано 50 на години. Трип-хоп во сродна легура со бум-бап рап представува формулата за создавање на албумот со мноштво на семплови за себе, најчесто со цел да се допре до таа дарк джез провениенција, сродна на Reclusion, Juggernaut, Broke Beats, Black Chamber, да премонисти домашниот артист Никтофилијак се сродни на овој звук кој што се негува на албумот на Руда Вега, кој што започнува со Let the Madness Begin, односно интрото на самиот творба започнува со меланхоличен призвук, каде на успорен бит се накалемени бројни вербални најави на албумот со по некој скреч помеѓу, како најава на лудилото кое е ветено дека ќе следува на творбата албумска, со напоменување на местата на кои се збирала екипата, сосема доволно за препознатливиот трип-хоп во домашни рамки, еден вовед. Потоа ја слушаме композицијата Don't Date, односно DNTBT X, започна со поигрување на ефекти на сајзери, додека не почне нагласен одмерен бит со семплувани дувачки инструменти за да се создаде една мрачна атмосфера, збогатена со најразновидни семплови од други инструменти за да се добие на диверзитет, инструменти со ефекти, затоа одекнува на секаде, не баре се далечни крици на птици кои што ги наслушнуваме. Доуслов е трета композиција, се развлекува разбрануваниот синт низ различни фреквенции врз спорадичен бит, се пени, флуктуира со продорни две ноти на сакс, левитираат низ самата творба и норбите четвртата на овој албум започнува со скречеви одмерен бит, додека се лета низ вселената, испраќајќи сигнали низ космосот со звониците и сајзерот. The Organic е петта композиција со премотување на битот наназад и чудесни фреквенции низ мутирани гитари и дувачки инструменти, се кали звукот на оваа органска звучна лакардија со Fade Out. Garbage Love е шеста композиција на албумот, започнува со нуар бит и извит оперен звук на синт со наdoаѓање на различни симулирани дувачки инструменти со една повремена машинизација додека се претураат звуците на доста игрив призвук. The Riddler е седма композиција, отвора со нагласен спор бит, оперско завивање во позадина со разликување на жици за да се создаде една неудобност од загодочната какофонична атмосфера. Маузолеум е односно еден скит, која што е осма композиција со прогонителни духови, наслушнуваме во неа насред еден мрачен амбиент и одек на гонг со исто така и ход на скречи контрабас, по-авангардна од другите композиција, не баре прелетува духови низ краткото интермецо на албумот, односно ако повеќе сакате еден скит низ таа гробница, каде што провејуваат неживите на тој премин помеѓу јавето и оностраноста. Клепто е девета композиција на албумот, еден old school boom bap бит, слушаме со препознатливо кратко фразирање на ехото дувачки инструменти, со по една-две ноти кои одекнуваат на репит, не баре во прашање демнач на некаков си неонуар филм. Грусом е десета композиција, басот почнува творбата со еден синт навев пред да
започна умерениот бит, низ кој провејуваат басови на сајзер и симулирани хармонии на хорови со едно ноаровско трубиче. Vortex 11-та композиција на албумот, наслушнуваме игриво напластување на различен синтетизиран звук, кој како федер се одвива во овој звучен вртлок на одмерениот бит, низ кој провејуваат различни фреквенции, каде при крај битот, на крајот на битот подзапира, за да слушнеме игривост во призвуците произвесени на сајзер. Eternal Winter е 12-та композиција, се разложуваат акорди како да го слушале Кейл. На нега врз спорадичен бит, елегична творба која се шири како пад на капка во вода. Damned е последната композиција, завршува албумот со нагласена какофоничност на звук, каде колидираат различни изворишта на звуци, што дувачки, што еден малтене джейсеновски одекна во петок 13 врз предодредениот бит, не варе проклетство, од кое што нели не може да се избега. 36 минути трае албумот, секако дека е слушлив и повторлив за тоа време траење и воопшто не е спорно дека Кристијан го бива да продуцира битови и вешто маневрира низ трип-хоп рамките, само што постои опасност од станување на звукот монотон и репетитивен, освен ако е целта нели да се вози битот додека пушите, тогаш ќе си ја заврши функцијата на нишење на главата врз ритамот. За мене редундантноста и формуличноста се стапици. Иновацијата на албумот се случува до минута и пол од композициите и потоа се препушта на репетиција на истата. Секој тој круг од 4 четвртински такт, губејќи го мојот интерес за дослушување. Не е Божја заповед дека не смее битот да се менува на средена композиција, да се запре творбата, да се промени некој лајт мотив, да се забрза, да се успори, да се прекрши на секој можен постојачки начин, што би внело нели возбуда во течението на композициите и би го заинтригирало слушателот нели да би го фатило неспремен и се разбира доколку се цели на поавантуристички слушател. Мислам дека ова се подвизи кои што се отворени, се разбира и на интерпретација и на имплементација на самиот автор, а доколку сака нели, ако се прави музика од друга страна па за да тече битот без препреки, секако дека и тоа како е функционално и доколку овие се цели кои што сака овој албум да и достигне, туку само нели со разноврсно изворишта на мелодии од тој диверзитет на синтетизирани инструменти, тогаш албумот нели си ја постигнал целта, само што мислам дека може многу пошарено лико да стане калењето на битот кој што има одлична основа и сметам дека може да има нова клисура да образува баш на начинот на кој што ќе се крши тој бит со постепено надоградување. Оваа констатација ќе продолжам да ја напоменувам во случајот на сите домашни трип-хоп артисти кои работа на инструментални албуми со битови, за секое навраќање на албумот да биде побогато од звучен аспект и да понуди нели нов слој на дешифрирање и уживање, иако сепак е раскошен изборот на звуци во рамките на овие мешуги на Руда Вега, меѓутоа би сакал да слушнам и кршење на самиот бит, не само на диверзитетот на пластување, туку и самиот бит да биде пресечен и премотан и преджвакан и пуштен во најразлични итерации кои што може да се ја допушти овој албум. За самиот крај на емисијата да ви напоменам неколку настани на кои што може секако да присуствувате, доколку сте заинтересирани да добиете нешто повеќе од домашната култура кај нас, доколку сте љубители на алтернативниот звук, метал, рок-н-рол, панк. Овој петок гостинот кој што гостуваше во рамките на оваа емисија кога разговаравме за Сайдон, односно Мартин Цветковски, Суре пушта музика во Custom Pub овој петок во 9 часот. Може да присуствувате оваа сабота на самостојната изложба на Тома Димовски во музеот на Република Северна Македонија во Буква. Може да слушнете сетот на Владимир Мартиновски оваа сабота, исто така во 8 часот. Флукс и Кайл настапуваат во Браво оваа сабота во 9:30.
фотокино клубот Козјак Куманово 75 години прославува на постојање во занаечкискиот дом во Куманово во 20 декември во 6:30 часот. Флукси Стагнатор настапува во Везелка во Битола на 23 декември, додека пак на 30 години тотално пуштање слават во Младинскиот културен центар на 28 декември. Секако дека може да присуствувате на последниот филмски фестивал за оваа година во Интераприкотс во Прилеп од 14 до 16 декември. Во Станије се случува по 7 пат во МКЦ во овој петок со почеток од 6:30, на кој што ќе имате можност да и погледнете и Innerhead, кој што ви го рецензирав албумот во рамките на оваа емисија. Покрај нив Нести, Shock Troopers, Pitchwise, Primitive Dread, Нагон и Димиш заедно со Innerhead настапуваат на овој фестивал петок. Пепел настапуваат на 21 декември во Биртија, а за наредна година секако дека не треба да и заборавите настапот на Френти Камбер во МКЦ на 20 јануари, Амброс заедно со Свартгрен и Димхолт на 17 февруари, 10 мај Волфхарт во Скопје, исто сите настани се во МКЦ, на кој што ќе им биде пред група, се разбира, и Innerhead, како што веќе ви напоменав. А покрај нивниот албум кој што денес го рецензирав, односно Worthless Throne, исто така ви говорев во оваа емисија и за новите албуми на Lincoln Letter, Raise the Sails, исто така ви говорев и за The Ooze, односно нивниот Subhuman, и ја завршивме емисијата со Meshuggah на Руда Вега. Јас сум Завко Ѓелевски и го затворам 558-миот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои игријат тајните на универзумот. За крајот на емисијата слушаме The Riddler и Eternal Winter на Руда Вега. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте домашна музика и одете на концертите на домашните бендови. Чао!